На Тошковски му пукна филмот, и со право. И покрај тоа што не остана камен непревртен. Испоапси се живо и диво што имало било каква директна или индиректна врска со трагедијата во Кочани, политички велешенари не престанаа да кружат околу него. Ама бдејќи нема како и досега, Тошковски ги извади ракавиците и им одговори жестоко. Целосно ги разобличи нарекувајќи ги политички паразити од левица, кои што само се хранат од народниот гнев, и СДСМ која при 3 трагедии со 70 жртви имаат 0 кривични пријави. Сличен одговор дроби дружината на Ахмети, која, замислете, тврди дека акцијата во која се уапсени нивни корумпирани кадри била антиалбанска. Па би сакал вака јавно да ги прашам, каде е Артан Груби, каде е денес Пропарин Бајрами? Зарем не беа тие најгласни борци за правата на албанците кои наместо права си обезбедија само привилегии за себе? Дуи никогаш не се бореше за албанците, се бореше само за позиции од кои можеше да го ограбува има албанскиот и македонскиот народ, напиша Тошковски. И во право е министерот кога вели дека оркестрираниот напад против него доаѓа од невообичаена, ама се поочигледна алијанса меѓу СДСМ, ДУИ и Левица. Првите две партии ќе сторат се за да фрлат сенка на она што 3 децении го чека македонскиот народ. Конечно расчистување со корупцијата и ставање крај на политиката на неказнивост, што беше одлика на владењето на СДСМ и ДУИ. Или едноставно сакаа да си ги спасат парите. Третиве, овие маливе чегеварчиња, немаат толку висока цел. Тие јаваат на тагата и гневот за Кочани само да добијат некој советник повеќе во некоја забаталена општина. Поуште поднеле интерпелација против Тошковски. Знаете зошто? Не дека очекуваат нешто, туку во нивни стил сакаат да го злоупотребат овој механизам и да си добијат платформа во собранието, каде преку говорница ќе сеат уште повеќе црнила. Тоа е таа лева коалиција. А што се однесува на истрагата, само едно ќе кажам. За прв пат во историјата на Македонија еден актуелен министер е за решетки. Ако тоа не зборува доволно, ја не знам што треба.